Добро, почитувани, меѓународни извештаи потврдуваат дека нема јасна линија помеѓу криминалот и институциите што треба да се борат со криминалот, што потврдува дека институциите во Македонија шуруваат со криминалот. Оливер Спасовски 2 недели се крие зад флоскули и не одговара на едноставни прашања кои што го потврдуваат ова шурување. Дали и кога е направен претрес и дали е одземено автоматското оружје во куќа во Ласкарци близу Скопје, кај близок на Сашо Тасевски, директорот на БЈБ, зашто е објавено и видео од пукањето. Дали и зошто комисијата составена од Оливер Спасовски, водена од негов пулен Музафер Каришич, издала дозвола за оружје на лице наведено во првите 5 за полициска проверка и претрес од листата Безбеден град. Дали и зошто на листата составена од имиња безбедносен ризик во Скопје се лица од криминалните групи Дуќанџик, Грчец и Бундес, а нема членови од криминалните групи Беланоца, Кондово, Барон. Дали и зошто на листата за проверка нема повратници доброволци од војните во Сирија и Ирак. Почитувани, јасни се прашањата, уште појасен е молкот од Оливер Спасовски. Молкот од Оливер Спасовски е потврда за шурувањето со криминалци. Се додека со полицијата управуваат Оливер Спасовски и партиската хиерархија на СДС, Македонија ќе се дави во нерешен насилен криминал, МВР ќе биде испостава за мафијата од издавање пасоши до издавање дозволи за оружје, а меѓународните институции ќе посечуваат на владино спонзорирани криминал и корупција. Ви благодарам, дозволете ми да одговорам и на новинарски прашања. Повеќе медиуми побараа став за темата наметната во јавноста предлог законот за родова еднаквост. Почитувани, законот не е влезен во собраниска процедура и сега не би можеле да коментираме полуинформации. За ВМРО ДПМН дефиницијата за семејство е јасна. Семејството како заедница на еден маж и една жена кои споделуваат грижа за децата е природна форма на заедница. Не постои вистинска алтернатива на семејството. Во семејството се очовечува детето. Семејството има исклучително важна функција во општеството и семејството како фундамент на општеството мора да ужива посебна заштита. Ви благодарам.